Во продолжение зборувам со млада оперска пејачка за која што италијанската публика или италијанските критичари па и медиуми ќе ја наречат оперска дива. Велат младата сопранистка од Македонија уште од првиот момент докажа дека е сила на природата. Незиниот мокен и нежен глас во исто време ја исполни целата просторија со топлина која го обзема секој агол. Тоа го направи нашата Катица Мишевска на својот втор солистички концерт кој што го имаше токму во Италија, но ние ќе се вратиме малку на назад, се разбира, за незините почетоци, образованието тука и незиниот начин на живот од Македонија и Италија, поточно од Тетово, од каде што доаѓа. Катица, добре ни дојде во утринска на Телма. Добре ве најдов. Мило ми е што те начекавме додека си токму тука во Македонија, поточно во Тетово, и ова утро ни пристигна оттаму за да може да поразговараме малку со тебе, да на македонската јавност или на нашите гледачи малку повеќе те представиме, бидејќи ти си млада оперска пејачка која што е постдипломец сега моментално во Италија на Државниот конзерваториум Джузепе Верди во Торино, но она кое што го карактеризира твојот почеток е Државното музичко училиште во Тетово, потоа продолжуваш со факултетот за музичка уметност при УКИМ, а во меѓувреме голем број концерти во Националната опера и балет, како и на други надпревари каде што имаш и меѓународни награди. Еве така накратко како најава, ново продолжение се разбира повеќе ќе слушнеме од тебе. Што е она кое што можеме да го споделиме со нашите гледачи за настапите и тука, но и во Италија? Моите почетоци, како што кажавте, започнаа тука, во Тетово, во Државното музичко училиште. Од 6 годишна возраст почнав со свирење виолина, со изучување на виолината. 6 години ја изучував, потоа продолжи во средно образование, соло пеење се запишав. По завршувањето на средното образование се запишав на факултетот за музичка уметност во Скопје. Дипломирав пред 2 години и сега сум моментално студент на конзерваториумот Джузепе Верди во Торино. Така. Зошто баш Италија е земјата каде што одлучи да го продолжиш своето образование, но и настапите како и овој втор солистички концерт? Ја избрав Италија бидејќи е центар на операта. Од таму потекнува операта и бидејќи има многу можности за нас оперските пејачи, многу аудиции и повеќе сцена за да може да се истакнеме и да направиме да го покажеме нашиот талент. Талент за пење и она кое што оперските пејачи го имаат во себе, а тоа е токму таа моќ на пренесување на емоциите преку концертите кои што ги имаат. Првиот солистички концерт, Зимска бајка, беше токму тука. И веќе со втор солистички концерт продолжуваш во Италија. Можеме ли да направиме една паралела од настапот тука и настапот во Италија, а подоцна ќе позборувам и за коментарите кои што ги има италијанската публика, импресиите се разбира и колку тоа тебе те импонира и ти дава мотивација да едноставно продолжиш понатаму со тоа што го правиш? Првиот концерт ми беше во Тетово, во салата на Државното музичко училиште, Тодор Скаловски Тетоец, заедно со пијанистката Анастасија Волческа. Потоа, минатото лето, првиот концерт во Рим ми беше во Театро Ди Марчело и сега на 1 јануари го имав исто така во Театро Ди Марчело во салата Балдини, третиот концерт кој што ми е организиран. Разликата, италијанската публика знае многу големи емоции да пренесе, исто така вибрациите кои што ни ги пренесува на мене, можам и јас истовремено да им ги да имаме взаедна емоција на сцена. Така е. Како ги доживуваш, да речеме, и коментарите, па и оние позитивни критики или пофалби од македонската публика, но и од италијанската? Верувам дека веќе го совладуваш полека италијанскиот јазик, со оглед на тоа што таму ги продолжуваш своите постдипломски студии. Како оди тоа темпо и колку таквите коментари или критики, сето она кое што се пишува веднаш по концертите, те импонира и ти дава едноставно и поддршка, но и еден ветер во грб, како велиме, за да продолжиш понатаму како оперска пејачка или како што велат оперска дива, млада оперска дива?
За мене како уметник, како млада оперска надеж, многу значат коментарите од публиката и се разбира музичката критика многу значи за надградување музичко во мојата кариера. Исто така позитивните критики, а и негативните се нешто што ни фала тука во Македонија, за да може ние да се надградиме како уметници. За да може да знаеме каде да го коригираме, каде да ги коригираме грешките, но се разбира и позитивните коментари се многу од многу убаво значење за нас како млади оперски надежи. Така. Јас само ќе прочитам уште еден дел од оној текст каде што се изразува таа музичка критика, токму на италијански сајт или италијански медиум, а се вели дека начинот на кој што го толкуваше делото во аријата Бати Бати од Белмасето, ако добро го прочитав, од Дон Джовани на Моцарт, едноставно се вели зажудувачки, си поигра со мелодијата, мајсторски го модулира гласот и пренесува толку интензивен шарм што предизвикува морници и ова мора да е навистина толку моќна. Што се однесува до концертите во Националната опера и балет кај нас или во твојата родна земја, како е планот за воиднина? Дали по завршувањето на постдипломските студии ќе решиш конкретно таму да се посветиш на концертите во Италија или пак од време на време и на посета во Националната опера и балет? Се разбира, за мене би ми значило, од големо значење би ми било да настапувам и тука во нашата македонска опера и балет, но исто така и во Италија. Нашата професија како оперски пејачи е професија која што секојдневно се патува и би ми било од големо значење исто така и да настапувам и во нашата опера и балет. Се разбира доколку има можност и доколку има аудиции и настани кои што би можела да настапувам и би имала шанса. Добро, Катица, дали има нешто што би можеле да го најавиме, а што е следно на твојот распоред во однос на концерти на кое што се случува во тековниот период? Моментално спремам аудиција во Италија, но немам во план никаков концерт, но се разбира понатака ќе бидете во тек ако има искрирано. Да имаме можност да известиме. Благодарам многу за гостувањето и се разбира на твојата следна посета тука односно доаѓање во Скопје. Ќе имаме можност да видиме докаде и на кој начин се реализираат тие концерти и доколку постои и концерт во Националната опера и балет да можеме и тоа да го најавиме. Ви благодарам. До следна прилика, посакувам успех